Службата за трансфузиона медицина се темели на крводарителите, а доброволното, безнадомес и анонимно крводарување се трите принципи на кои е засновено крводарувањето од Светската здравствена организација. Тестирањето на крвта со маркери за трансфузиони инфекции не е секогаш точниот индикатор за одредувањето на сигурноста на крвта, која треба да биде наменета за пациентите со таа потреба. Доктор Стамболиева вели дека во процесот на обезбедување на крв најмногу акцент потребно е да се стави на анонимните крводарители, припадници на нискоризичната популација, како и на правилното распоредување на крвните единици како последна алка во цел тој процес. Многумина мислат дека сигурноста на крвта исклучува се постига со нејзино тестирање на маркери на трансмисивно трансфузиони инфекции. Првата алка во ланецот на трансфузиологијата, а тоа е сигурен крводарител, и крајната алка од тој ланец, а тоа е рационалната употреба на крв и крвни продукти, како да се подзаборавени. Доброволните, без надомест, анонимни крводарители, кои што се селектирани од нискоризични популации, кои што редовно, регуларно даруваат крв, при тоа редовно биваат контролирани според националните принципи, се најсигурен извор за добивање континуирано снабдување со безбедна крв за трансфузија. Струмичката болница важи за една од поголемите во овој регион и ги покрива не само околните општини, туку и Радовиш, Валандово, Богданци па и Гевгелија, што придонесува и кон зголемен капацитет на работа. Но и покрај тоа, вработените на службата за трансфузиона медицина во Струмица успеваат да ја задоволат годишната потреба од обезбедување на околу 1500 единици крв.